Господине Мицковски, среде невидена криза која ни ја приреди коронавирусот, кој што сериозно удри врз економијата, граѓаните и фирмите во Македонија некако повеќе се сведоци се уште на политика, политички препукувања, дисквалификации, кавги, отколку да има одредена конкретна акција да им се помогне на граѓаните и на фирмите. На што се должи ова според вас? Па јас мислам дека тоа се должи на оној примитивен инает кој што го води владата, односно најголемата партија во владата, тоа е СДСМ. Сите оние мерки кои што практично опозицијата, ВМРО-ДПМН, бизнис заедницата, граѓаните и различни цели групи ги предлагаа во изминатиот период, тие на прва ги одбива и после тој колку недели како сватија со што се играат, почнуваат полека да ги модифицираат и една по една да ги прифаќаат. Доколку пред месец дена имавме робусна и резолутна акција, она што го предложив јас практично после оној состанок со техничкиот премиер господин Толивер Спасовски, веднаш да почневме да се справуваме со сето на кое што во тој момент изгледаше дека неминуелно ќе ни се случи. Тогаш немаше ние денеска да зборуваме ова што вие го говорите, дека станува збор за определени политички препукувања. Затоа мислам дека крајно време е еден месец потоа да се кренат над ситуацијата, да го напуштат она примитивно однесување на примитивен инет, за да не ни се случуваат вакви бивши политики кои што ни се случуваат изминативе десетина дена. Апелирам и до владата и до сите оние политичари кои што во моментот ја представуваат владата, напуштете го примитивниот инет, дигнете се над ситуацијата, кренете се, затоа што денеска треба да работиме за граѓаните и за државата, има време за политика, ќе дојде тој ден и за политика и за препукувања политички, тогаш ќе ги повторно ќе ги вратиме сите оние поранешни тези кои што ние ги имаме и они ги имаат. Токму во таа насока ве прашував, бидејќи сведоци сме дека и вас лично и вие и вашата партија сте таргет, дека во вакви услови сте се однесувале повеќе со доза на популизам, дека не сте ги гледале реално состојбите што биле на терен, потезите што ги влечела владата. Како гледате на ова, бидејќи од една страна вие критикувате власта, од друга страна сведоци сме дека вие сте таргет на критики? Па видите, еве јас ќе направам една кратка ретроспектива на сето она што го зборуваше ВМРО во изминатиот период, па нека проценат граѓаните дали ние сме тие кои што водат политиканство или токму тоа е владата и СДСМ кои што водат политиканство. Уште на 26 февруари оваа година претседателот на партиската комисија за здравство господин Синиша Стојановски имаше пресконференција на која што предупред дека практично ни доаѓа пандемијата пред порти и дека час поскоро треба да се подготвиме за да подготвени ја пречекаме ова пандемија и предизвиците кои што ќе произлезат како резултат на оваа пандемија. Во тоа време, ние како партија бевме повторно обвинети од владата дека шириме лажни вести, дека се бавиме со политиканство, дека нема заразени од COVID-19 вирусот и дека нема потреба од паника. За да 2 недели потоа видиме дека цела влада по 5 сати дневно во живо ни емитува пресконференции. Па сега еве граѓаните нека одлучат дали тие кои што навремено предупредија се во право или оние кои што 2 недели задоцнеа со сите оние мерки кои што ние ги препорачавме, а потоа почнаа сопствен пиар во својство на портпароли да ни се појавуваат разноразни министри во владата. Понатаму еве ќе го споменам и оној сет на мерки кои што ВМРО-ДПМН го предложи, а кој што потоа од страна на владата беше критикуван, но гледаме дека како одминува времето, практично самата влада ги прифаќа оние мерки кои што ВМРО-ДПМН ги предлагаше. Ќе ве потсетам дека кога го донесе оној втор, еве да не се будат, бидејќи имав едно видео обраќање, па како имале прв сет на мерки, замислете толку бил тој прв сет на мерки впечатителен, што не се ни сеќаваме како впечаток оставил, па затоа и сме го заборавиле, но еве нека биде оној вториот сет на мерки, каде што донесува и уредба со сила на закон, и преку таа уредба дефинира определена методологија кој може да ја користи евентуалната помош од владата. Тога се сеќавате, јас имав пресконференција на која што многу прецизно, хируршки прецизно би рекол, ги таргетирав слабостите на таа уредба. Потоа видовме дека примитивизмот е на највисоко ниво и оној инет кој што го водат во владата, дека апсолутно не сака да се поместат од тие позиции, па предложивме, бидејќи го слушнавме апелот од страна на техничкиот премиер господин Толивер Спасовски, дека владата преку
министерот, представникот на ВМРО ДПМН во техничката влада може да предлага политики и уредби, одлучивме да предложиме уредба преку министерот Наке Чулев на сама седница на влада, ден однапред 24 часа ја најавивме во системот и така натаму, за да дента кога практично се случуваше таа седница, забележиме дека техничкиот премиер воопшто и не ни стави на разгледување таа уредба која што ВМРО ДПМН ја предложи, затоа што не била потпишана од ресорниот министер, иако тоа никаде воопшто и претходно не беше проблем, бидејќи заменик техничкиот министер за финансии никаде не ги потпише уредбите кои што министерот за финансии ги предлага во самата влада. За да видиме 2 недели потоа дека голем дел од членовите кои што беа содржани во таа уредба која што ВМРО ДПМН ја предложи во владата, бидат опфатени во новата пиши-бриши уредба која што веќе не знаеме која верзија, и тоа е добро. И тоа е добро за да па макар и со содржување од неколку недели научат нешто корисно и го вклучат, бидејќи на крајот од денот интересот на граѓаните и државата ни е нас приоритет, а не нашите партиски интереси. Еве, јас вчера го коментирав тоа во моето второ обраќање, го зголемија практично опфатот на компании кои што би биле корисници на евентуалната помош во иднина од страна на владата, потоа репресивен став на владата да мора да се задржат работниците до септември се намале до јули, што беше дел од нашата уредба. Зошто велиме до јули? Затоа што ни е многу значајно овој прв бран до јули да дојдеме. Потоа ќе ни биде потребен нов сет на мерки, трет сет на мерки да го наречеме, со кои што ќе го продолжиме рокот до крајот на годината, се додека не дојде 2021 кога и според Меѓународниот монетарен фонд и според директорот на Меѓународниот монетарен фонд се очекува благо закрепнување од кризата и конечно она кое што исто така го прифатија од страна на владата, тивко би рекол срамежливо е тоа да фирмите кои што и покрај тоа што доделиле дивиденда, бонуси и разноразни надоместоци на почетокот на годината пред пандемијата, сепак бидат во можност да ги користат евентуалните поволности кои што или евентуалната помош која што се предвидува со ова последна уредба, би рекол, на владата. Така што јас ги охрабрив да отидат чекор понапред, да го вклучат и март, бидејќи и март е навистина тежок месец, да го напуштат принципот да треба до година да се врати оваа помош, бидејќи до година е година на закрепнување. Има време кога ќе се врати таа помош, ако биде секако што треба преку даноци ќе биде повторно вратена назад во буџетот. И конечно, она што најмногу ја буни бизнис заедницата, ја користам оваа прилика да апелирам преку ова денешно видео интервју со вас, е бројот на ефективни работни часови кои што се уште е содржан па и во оваа последна верзија на пиши-бриши уредбата да биде избришен, затоа што навистина е конфузен и внесува забуна кај корисниците, бидејќи не се знае дали се однесува на бројот на работни ефективни часови во месеците во кои што ќе се користи таа помош или тоа се однесува на изминатата фискална година. Ако се однесува на изминатата фискална година, нека го прецизираат тоа во уредбата. Во спротивно нека го избришат, нема ништо да изгубат. Ево, отприлика тоа би биле нашите насоки, тоа би било одговорот на вашето прашање. Граѓаните нека ценат кои се тие кои што нудат решенија и покрај тоа што се опозиција, а кои се тие кои што практично политикански се однесуваат изминатото време и се обидуваат на грбот на оние кои што се во првата борбена линија, медицинските лица, припадниците на Министерството на внатрешни работи, армијата, да ќарат некои политички поен. Да, секоја чест на медицинските лица, на полицајците, на армијата кои се на првата линија. Она што вака прозвучи интересно од ваша страна, привлековте внимание вчера со еден израз коронизам. Алудиравте на, предпоставувам, на профитерство во услови на криза и го ставате во контекст на последното барање на Стопанската комора на Македонија за зголемување на акцизата на горивата. Можете ли вака подетално да ни кажете што значи коронизам, како Па ја малку би ве коригирал, не станува збор за коронизам, туку кронизам. Кронизмот е практично појава која што представува еден, би рекол, токсична врска помеѓу мал број на влијателни припадници на бизнис заедницата и политичките елити кои што ја водат државата, и таа е спротивна
на пазарната економија. Практично овој крони капитализам е практично спротивен на пазарната економија, бидејќи мал број на влијателни бизнисмени поврзани роднински, пријателски, така натаму со владеачката партија или со семејството на власт, како што е во случајот во Македонија, успеваат, лобирајќи да извлечат определен интерес, сопствен материјален за себе и за сопствената компанија. Така што ова што денеска ни се предлага, а требаше да биде 2 дена разголемување на акцизата за безоловните горива и за дизелот, сега од денеска дознав дека всушност не 2, туку 3 денара требало да биде зголемено. Класичен пример, кога еден мал круг на бизнисмени, кои што се роднински или пријателски поврзани со партијата или семејството на власт, како што во случајот е во Македонија, успеваа за себе да на грбот на граѓаните да обезбедат определени привилегии. И сето тоа не потсеќа на ние тажни времења во 90-тите во онаа транзиција, која што навистина голем број наши сограѓани, стотици илјади наши сограѓани, навистина не би сакале да се сеќаваат. И ова не е решение за проблемот на буџетот, тоа не е решение за проблемот на македонската економија, напротив, ваков тип на мерки се сосема спротивни на она што го збореше семејството на власт или партијата на власт во Македонија. Се сеќавате, тогаш Зоран Заев велеше дека нема да бараме пари внатре во Македонија, туку ќе бараме пари надвор. Сега не само што не бараме пари надвор, не само што не сме кадрни да обезбедиме пари надвор, и не само што не сме кадрни да обезбедиме пари од внатрешната ликвидност, која што се уште е постојна во нашата држава, туку директно удираме по џебот на граѓаните. И како го правдаат тоа? Тоа го правдаат со тоа што цената на нафтата и нафтените деривати на светските берзи опаднала. Па добро, денеска опаднала. Еве, денеска стигна вест која што ја пренесува сите светски медиуми дека е постигнат договор за намалување на производството на нафтата, со автоматски ќе значи изголемување на цената на нафтата на светските берзи. Тогаш уште ќе остане ниска цената. Видете, ние наместо во овие тешки моменти, кога граѓаните се во самоизолација, кога се во изолација, кога важи ограничување на движењето на граѓаните, кога голем дел од нашите сограѓани немаат примерно плата или голем дел од нашите сограѓани имаат примерно минимална плата со која што едва од први до први ќе оскрпат месецот, наместо да искористиме поволната прилика со нафтата и нафтени деривати и да апелираме до трговците да ги намалат цените, ние што правиме? Ние апелираме сосема спротивно. Значи, семејството на власт и партијата на власт апелира сосема спротивно и вели изголемете ја цената на нафтата, затоа што еве таа е сега прениска и ние на тој начин ќе прибереме повеќе пари во буџетот, а од друга страна не сакат да се откажат од би рекол непродуктивните трошоци, партиските вработувања, не сакат да се откажат од договорните услуги. Сето тоа не важи, тоа не е доведено сега во предвид, туку ајде ќе удриме најдиректно по џебот на граѓаните. Тоа е тој кронизам кој што денеска владе. Дилемата е колку ќе биде ефектот од ваква една мерка со оглед на тоа дека во услови кога имаме полициски час, кога имаме намалено движење, горивата нормално помалку се трошат и сега тука е дилемата колку ќе биде тоа ефектот врз буџетот на вистина од една ваква мерка доколку ја се усвои. Јас лично се надевам дека веројатно нема да се усвои бидејќи последниот збор го има владата, меѓутоа и околу ова постојат дилеми. Друго сега да прашам. Ефектот ќе биде незначителен. Ефектот ќе биде незначителен. Само за едно кратко подсетување, таму станува за 2 предлога збор од страна на Стопанската комора. Едниот е практично изедначување на акцизата на екстра лесното гориво со акцизата на нафтата, која што денеска е 11 денари помала, и тоа е во ред. Зошто е тоа во ред? Затоа што денеска имаме масовна злоупотреба. Имаме масовна злоупотреба на екстра лесното масло, кое што каде што голем дел од увозниците, имам индици дека го увезуваат практично нафта по цена на и плаќаат акциза по цена на екстра лесното масло. Но има органи во државата кои што тоа треба да го констатираат. Јас зборувам суштински принципиелно за зголемување на акцизата не 2, ќе повторам 3 денари на безоловното гориво и дизел горивата. Тоа е веќе премногу. Тоа е директен удар, директен атак и удар на стандардот на граѓаните. Тоа во овие моменти на криза не треба да се дозволи.
Конкретно зборувате и вие веќе дека е потребен трет сет мерки. Што според вас е ургентно да се одржат тој трет сет мерки за да реално да се помогне во услови на криза? Имавме навистина еден прекрасен и оптимистички говор на Кристалина Георгиева, која што е генерален директор на Меѓународниот монетарен фонд, која што го предупреди светот практично дека се соочуваме со иста, ако не и со поголема криза како што беше кризата после големата депресија. Така. И практично она го окарактеризира позитивно оној прв, кај нас бил втор сет на мерки, кога што имаме сет на мерки кои што го таргетираат фискалните политики, монетарните политики и така натаму, кои што ги превзема голем број влади во светот и според неа таа бројка изнесува некаде околу 8.000 милиарди долари во светот. И од тој говор можеше да се извлече заклучок дека врз основа на информациите кои што ги имаат, оние очекуваат да медицински практично се справиме со оваа пандемија некаде до крајот на првата половина од оваа година, значи некаде до крајот од до јуни месец 2020 година, за да потоа полека почнува да се враќа економијата на нозе, што би се рекло во втората половина од 2020 година, а нејзиното благо закрепнување е потребно да се случи во 2021 година. Така што овој процес ке потрае, нема да заврши така брзо и така лесно, напротив, ни треба една сериозна стратегија. ВМРО ДПМН изготвува сет на мерки кои што повторно ќе ги предложи на владата, ќе ги презентира пред граѓаните, кои што токму тоа подразбират, што после 1 јули. Тоа е сега суштината, што после 1 јули и се подготвуваме сега на почеток од април, зашто после 1 јули, за да не биде потоа доцна и повторно некој да обвинува за политиканство. Ево што од сега апелираме, ајде луѓе, да седнеме, да работиме, да видиме кои се сетот на мерки потребни за после 1 јули, да колку тоа ја кренеме на нозе економијата и стопанството, за да може да настане побрзо закрепнување, би рекол, во 2021 година. Да, меѓународните експерти, ја спомнавте и првиот човек на ММФ, таа апелираше и да има потрошувачка парите, економијата да се движи во услови на криза, за да немаме нова криза, бидејќи ако парите се штедат, економијата нема да се движи. Кај нас се трудат да ги намалат, да намалат куповната моќ на граѓаните и да намалат потрошувачката, со тоа што имаше првична идеја за намалување на платите во администрацијата. Така. Факт е дека оно што знаеме е дека ќе ни требаат многу пари за да се финансира буџетот, има разни сценарија, вие зборевте за 3 сценарија. Некако, ако добро забележав, најоптимистичкото е дека од задолжување бруто домашниот производ, јавниот долг во однос на бруто домашниот производ ќе достигне 65%, што е сериозна сума. Што би значило за една држава, за една мала економија како Македонија, едно вакво сценарио со јавен долг од 65% од бруто домашен производ? Видите, јас не ги споменав тие 3 сценарија случајно, бидејќи тие 3 сценарија на 1 април на пресконференција ги презентираше надлежниот ресорен министр Нина Ангелевска. И она во тие 3 сценарија кажа дека очекуваат намалување на приходната страна во буџетот да се движи од -20 преку -30 до -40%, односно дека првично планираниот дефицит од 300 милиони евра можно е во најблагото сценарио да се зголеми за дополнителни 700 милиони, во второто сценарио околу 1 милиарда и во третото сценарио околу 1 милиарда и 300. И кога вие ќе ги додадете оние 300 милиони веќе првично планирани, тогаш вие во приходната страна на буџетот во еден момент ќе ви недостасуваат во зависност од кое сценарио ќе се случи од 1 милиарда до 1 милиарда и 600 милиони евра. Ако на тоа го имате предвид, она задолжување кое што ни беше потребно за раздолжување, кое што се случило во минатото, од отприлика 33 милиарди динари или тоа е 550 милиони евра, тогаш ние доаѓаме до пари кои што во овој момент ќе ни се потребни од 1 милиарда и 550 до повеќе од 2 милиарди евра. Зошто ова го велам? Затоа што ние во расходната страна не гледаме кратење. Во овој момент, како што и самиот ресорен министер еве во текот на вчерашниот ден имаше пресконференција, кажа, ние немаме кратење, имаме само прераспределба на средства. Што значи дека немаме кратење за непродуктивни трошоци, немаме кратење за договорни услуги, немаме кратење за партиски вработување, нема никакво кратење, само прераспределба на средства. И сега,
вие морате некако да најдете пари од екстерни извори, бидејќи така ни рече Зоран Заев, пари ќе бараме надвор. Иако се го удира по джебот на граѓаните со зголемување на акцизата, но еве ќе сме барале пари надвор. Вас во еден момент ќе ви недостачуваат повеќе од 1,5 до 2 милиарди евра. И тоа само за да можете да ги сервисирате задолжувањето од минатото и да го покриете дефицитот во буџетот, без да имате било каква поддршка за стопанството. Тоа е неминовно зголемување на јавниот долг од овој степен кој што е сега, а тоа е, ако го земеме пресек 31 декември 2019 околу 49%, по-прецизно 48,9%, до најмалку 65%, а можеби ќе дојдеме и до 70% од бруто домашниот производ. Затоа ни е неопходно интервенција, сериозна интервенција во расходната страна во овие ставки во кои што зборувам. Вака како што гледам, таква политика немаат намера да водат. Од друга страна, не гледам и од каде од надвор ќе обезбедат толку пари, бидејќи еве сега Меѓународниот монетарен фонд ни додели некои 176 милиони евра за поддршка во здравствениот сектор и макроекономската стабилност. Бараме од Светска банка отприлика помеѓу 50 и 60 милиони евро, на што можам да го слушнам од страна на министерката. Оние првично 400 милиони евра кои што ги баравме од заемодавателите Bridge to Bond, гледаме дека тивко полека се напушта тој принцип Bridge to Bond, па на медиумите проциркулира една информација дека не сме добиле доволно средства, дека сега ќе одиме со евроврзница таму до крајот на јули во вредност од 800 милиони евра и на тој начин еве под услов се тоа да се обезбеди, ние ќе обезбедиме половина од тоа што ни е потребно. Кај ќе ги најдеме другите пари? Каде ќе ги најдеме? Тоа е она што го збориме. Тоа е она што го зборувавме во минатото, ако не послуша и ако донесува уредба со која што времено средствата кои што се уплаќа се уште во вториот задолжителен приватен пензиски столб, се пренаменат времено додека трае кризата во првиот задолжителен државен столб, ќе обезбедавме сериозна сума на пари, немаше потреба да има одзголемување на акцизата. Ако ја олабават, да речеме, политиката во Народната банка и се намали она кое што го зборувавме ние како задолжителна камата или па се намали задолжителната сума која што како ликвидност ја пласираат банките во Народната банка преку хартиите од вредност кои што они ги емитуваат таму, а истото тоа се пренасочи во Министерството за финансии, ќе добијаат дополнителна сума на пари. Но гледаме дека тоа се уште во овој момент не допира душите на фамилијата и властодржците. Се надевам дека тоа ќе се случи многу скоро денеска, за да не мораме да се доведеме во ситуација да преземаме порестриктивни мерки. Народната банка еве денеска реагираше, дел од вашите забелешки може да се препознаат во нивната одлука. Благеничките записи ќе ги понуди во помал износ од она што беше планирано. Станува збор за помала понуда во износ од 8 милиарди денари, што е вака голема сума. Ќе се понудат само 2,7 милиарди денари, што е помалку пари се пуштаат во оптек. Ова веројатно ќе ги мотивира инвеститорите, пред се банките, да ги пренасочат овие средства во државни харти од вредност кои што би можеле да се искористат за кризата. Тоа и тоа вие што го баравте чином. Јас прв пат од вас се слушам сега оваа информација дека тој потек го превземале Народната банка и истата ја поздравувам, конечно што ја послушале и го послушале советот на ВМРО ДПМН. Сепак 8 милиарди денари во овој момент се значителна поддршка за буџетот, а потоа преку буџетот очекувам да завршат и во стопанството. Она што е значено е да веќе следниот ден Министерството за финансии ги запише овие истите преку врзници кои што ќе ги понуди на пазарот и таа ликвидност ја прибере кон себе, а потоа заеднички со Народната банка, Министерството за финансии да го следат пазарот на капитал и да видат дали може дополнителна ликвидност да запишат која што би била во насока на поддршка на буџетот. Добар е овој чекор, добро е што и уште една мерка која што ВМРО ДПМН ја предложи ја прифаќаат. Тоа значи дека полека прифаќаат од она кое што ние како опозиција им го нудиме. Во текот на вчерашниот ден видовме дека три политики кои што ги понудивме ги прифаќаат. Народната банка прифаќа мерка да ослободи од ликвидноста. Истата очекува Министерството за финансии да ја запише. Така што тоа е еден начин како во овие први ударни 3 месеци кога е пикот од пандемијата и кога стопанството не работи, да му се помогне на истото стопанство да остане живо, а работниците внатре во компаниите, за да можеме потоа
откако ќе ја совладаме пандемијата, бидејќи како што вели самата Кристалина Георгиева, само здрави луѓе можат да покренат здрава економија. Откако ќе ја совладаме економијата, тие исти работници кај работодавачите во компаниите да полека нормализираме состојбата на макроекономските. Администрацијата е безбедна, платите нема да им се намалуваат, барем за сега владата се откажа од тоа сценарио да ги симне на минимум, кој што гледаме дека тој минимум сега е и под минимумот, околу 9000 денари оди. Но што е со пензионерите? Знаеме дека буџетот се полни, односно фондот за пензиско се полни сериозно од буџетот, негде половина се полни. Ако кризата трае, ако нема пари у буџетот, тогаш ќе трпи и фондот. Може ли да бидат безбедни пензионерите во едни вакви услови? Што мислите? Видете, токму тоа беа и предлозите на ВМРО-ДПМН изминатиот период, тоа беше да практично сите оние средства кои што се уплаќаат во вториот задолжителен приватен пензиски фонд во услови на криза се пренасочат во првиот задолжителен државен фонд и на тој начин практично ќе немаме потреба од дотации од централниот буџет и ќе се обезбеди определена стабилност кога станува збор за исплата практично на пензиите. Ако вака продолжат тврдоглаво да ја водат таа политика, не би ме чудело ако излезе некој представник на владата или ресорниот министар Нина Ангелевски или можеби Зоран Заев после процесот на самоизолација со некоја брилјантна идеја да посегне и до пензиите на пензионерите, исто како што се обидува да посегнат по примањата на вработените во администрацијата и дополнително да ја огушат потрошувачката, откако сега ќе им наметнат репресивно дополнителни 3 денара акциза за нафтата и нафтените деривати. Така што, ако ги следиме внимателно овие политики на СДСМ владата и на Зоран Заев, не би го исклучили и тоа сценарио, бидејќи од она кое што можам да го видаме е луѓе кои што се препелкаат од ден на ден пиши бриши политики водат, но тука сме ние како ВМРО-ДПМН да апелираме, да се бориме да не дојде до тоа и во рамките внатре на владата. Знаеме дека сме ние таму незначително малцинство со еден технички министер, но колку што можеме ќе бидеме гласни и ќе се бориме да ова не се случи. Се надеваме дека такво нешто сепак нема да направат во владата, дека разумот ќе преовладее во овој период на криза кој што сериозно удира на секаде. Еве, овој разговор со вас го правиме, јас од студио, вие сте во вашиот дом, имавте контакт со лице кое што е заболено од коронавирус, веќе неколку денови сте во самоизолација, како го поминувате овој период? Па да, јас сум прилично динамичен човек кој што сака да спортува и навистина овие неколку денови во домашна самоизолација не ми паѓаат лесно, морам да признам. Тоа е од личен аспект, кога би зборувал малку повеќе од личен и емотивен аспект, се разбира тука се семејството Јоан Антони, супругата Рози се разбира, бидејќи ние и претходно не се бевме виделе повеќе од 30 на дена и токму викендот кога требаше да бидеме заедно, за жал поради ова, не било така пишено да се видиме, така да можеби они се тие кои што најмногу ми фалат, потоа физичката активност. Не е лесно, но ќе издржиме, бидејќи здравјето на граѓаните е пред се и над се, мора да ги следиме препораките на стручните лица, препораките на Светската здравствена организација, бидејќи само така можеме себе си да се заштитиме и да ги заштитиме тие околу нас. Првичниот тест кај мене беше негативен, сега во четврток следи уште еден финален тест, после ние 14 дена од мојот последен контакт со лице кое што е инфицирано од COVID-19 вирусот, на кого му посакувам што е поскоро закрепнување и враќање на екраните, тој е ваш колега, и ја користам оваа прилика и него да го поздравам. Така што, ајде да чекаме да помине ова трпеливо, внимателно и да се надеваме дека што побрзо ќе заврши целата пандемија и целата оваа реалност во нашата држава. Да се надеваме и за вас побрзо и полесно да помине и нормално овој тест во четврток што треба да го направите да помине во најдобар. Да биде негативен. Да биде негативен, па се разбира да. Ви благодарам на вашето време што го одвоивте за Алфа телевизија и ви посакувам се најдобро. Благодарам на можност.